бидат ставени на дневен ред на седници како што е пропишано со деловник. Веќе за првата интерпелација, прва наредна седница ќе биде најверојатно 10 јуни и токму на таа седница ќе биде разгледана интерпелацијата за министерот за земјоделство. Другите две интерпелации, првата за министерот Тошковски денеска е доставена и ќе биде доставена до сите пратеници и пратеници таа истата ќе подлежи на тие рокови на деловникот. За третата интерпелација уште не е доставена, ако се достави, исто така ќе постапиме како што е редот и за другите интерпелации, како што знаете, веќе и имавме една, јас за лично имаше покрената интерпелација за мене. Нормално ќе одговорам на сите прашања кои се отворени на таа интерпелација. Ние треба сите да подлежиме на судот на можност да одговориме пред пратениците, пред јавноста за сите наши постапки. Инаку, но јас ви тврдам најодговорно и така убеден во ова што го кажувам и сум постапил. Јас сум постапил согласно деловникот. Духот на новиот деловник е во суштина да се одбегнат блокадите, а и јасните норми кои се искажани во деловникот, тоа го овозможуваат и токму јас сум постапил од тие принципи и понесен од духот на новиот деловник, да нема блокади во собранието, но исто така и од конкретните норми и членови на деловникот кои укажуваат на правото на председателот да свика, да одреди друг пратеник да одржи седница на комисијата која е блокирана од некој од пратениците или од председателот на комисијата. Во собрание мислам дека сите пратеници ќе действуваат согласно деловникот и согласно етичкиот кодекс во позитивна атмосфера. Ги повикувам сите пратеници и пратенички групи да допринесат тој исто и да се дополни. Идејата е по толку долго време работење на истиот и откако е поминат и филтрот на Венецијанската комисија, сега во собрание сакам и јас би посакал да го донесеме во демократска атмосфера, аргументирајќи за подобрите варијанти и да го донесеме во најквалитативната форма тој закон, затоа што тој е столбот на Охридскиот договор. После 25 години за прв пат се носи закон за правична застапеност и се надевам дека законот ќе биде и квалитетен и ќе биде во служба на граѓаните. Што побрзо биде донесен, мислам дека ќе биде за доброто на сите.